70.000 членови од вкупниот број вработени во државава се дел од Сојузот на синдикати на Македонија, кој единствен репрезентативен синдикат и потписник на општите колективни договори во јавниот и во приватниот сектор. Си ги знаеме ли своите работнички права и колку истите ги почитуваат нашите работодавачи? Се повеќе и млади луѓе се зачленуваат во синдикатот, се формираат нови синдикални организации, меѓутоа и се повеќе и тие што не се синдикално организирани, немаат услови за такво нешто, пријавуваат за одредено прекршено право од работен однос до Сојуз на синдикати на Македонија, по што исто постапуваме, како за членовите, така и за нечленовите. Значи, во изминатите со сигурност можам да кажам 5 до 6 години, последното, да кажем, раководство на Сојуз на синдикати на Македонија има на вистина значително подобрување и во условите на работа и во работничките права, бидејќи бевме се повеќе и повеќе актуелни со овие алатки и со овие нови работи што ги превземаме како представници на работниците, меѓутоа и се повеќе луѓето дознаваат и се приклучуваат кон синдикатите. Без разлика дали е тоа само Сојуз на синдикати на Македонија или кон други конфедерации, за нас радува фактот што некако македонскиот работник почнува да се освестува и се приклучува кон овие федерации и конфедерации. Значи ли тоа дека често знаат да пријават злоупотреба на работно место? За ваша информација, има денови кога преку 100 апликации пристигнуваат до Сојуз на синдикати на Македонија. Бидејќи имаме склучено меморандум за соработка со Државниот инспекторат за труд, тие истите автоматски преминуваат таму во рацете на инспекторите и се постапува по истите, зашто во рок од 8 до 10 дена добиваме повратен одговор дали е постапено и како е постапено. Верувајте дека во најголем број од луѓето што пријавиле прекршување на одредено работничко право, излегле дека се во право и дека на вистина тие работодавачи се задолжени да ги исправат грешките или да ја платат казната, да ги вратат работниците или средствата што не им били исплатени согласно закон. Има многу што пријавуваат за неисплата на регрес за годишен одмор, за неисплата на додатоци на плата, како што се додатокот за минат труд, понатаму за небезбедни услови за работа, непочитување одредени права во колективни договори онама каде што ги имаме на ниво на компанија и така натаму. Актуелен е општиот колективен договор во јавниот сектор. Каде ќе се зголемат платите, ќе добијат ли сите капит 15 годинава и ќе има ли јубилејни награди? Она што беше договорено на економско-социјалниот совет помеѓу Сојуз на синдикати на Македонија и представниците на владата, беше договорено да сите вработени во јавниот сектор, кои што се скоро 130.000 вработени, заклучно септемвриската плата да добијат 10% зголемување на плата, се зголемува основната просечна бруто плата, што значи дека тие на сметките треба реално да добијат за 10% поголеми плати и во нето износ. Опфатени се сите сектори, како што е не само јавната администрација, туку и судство, правосудство, полиција, армија, здравство, образование и така натаму. Се надевам дека се исправи една голема неправда која досега не ја добиваа вработените во јавниот сектор, а тоа е исплатата на регрес за годишен одмор, со тоа што оваа година е 10.000 денари, а од следната година ќе биде 30% од просечната плата, што значи дека тој износ секогаш ќе расте, имајќи во предвид дека во последните години на вистина многу порасна не само минималната плата, туку и просечната плата. Изработивте нова мобилна апликација. Како може да се користи, односно со кого може да се комуницира преку неа? Новата мобилна апликација која што ја користат повеќето од вработените во приватниот, меѓутоа и во јавниот сектор е алатка која што се користи преку компјутер и преку мобилен телефон, на вистина лесна за употреба и многу добра можност отвара она што е дека може анонимно да пријавуваат луѓето, така што оние што се плашат да пријават против одреден работодавач прекршување на право од работен однос, тоа го осторуваат анонимно, каде што исто постапуваме како и за тие со име и презиме, така и за тие што се анонимни пријави. Исто така морам да потенцирам дека сите што пријавиле анонимно навистина излегле во право кога пријавиле некое право од работен однос, дека не се почитува и истото е постапено од страната на ДИТ. Исправени со огромен број неправди и единствено ги охрабрувам и понатаму да пријавуваат луѓето затоа што капацитетите на ССМ се во добар состав, да кажам. Оние што се на Државниот инспекторат за труд за сега ги задоволуваат нашите потреби по однос на пријавите и алатката постојано ја надградуваме со нови можности, со нови пријави, со нови дејности и така натаму. Може да се симне многу лесно на секој мобилен телефон, таблет, компјутер и така натаму. Секојдневно се покачуваат цените на производите. Едно од 4 членово семејство може ли да го издржи овој товар? Нажалост, она што го кажа пред малку дека и минималната и просечната плата растат, тоа статистички навистина е така. Меѓутоа, од друга страна, никој не можеше да предвиди дека 14,7% ќе имаме инфлација за 2022 година.
Може би е малку подобра состојбата во 2023 година, но таа инфлација повторно не е онаква како што била наназад години 1, 2 до 3%, со што некако ги надгризаа платите и пред време ги изеде инфлацијата овие зголемување на платите, како на минималната, така и на просечната. Последната наша пресметка за месец јули оваа година изнесува 48.620 денари за минимални потреби на едно 4-члено семено домаќинство да го преживее, ќе кажа, месецот. Тука не се ставени ставки ниту за штедење за годишен одмор, ниту за било каков луксус, туку едноставно за преживување. За ваша информација, планираме голем дел од кошничката и да ја ревидираме во иднина, да ја направиме малку пореална спрема она што го гледаме на терен, како треба да функционира едно 4-члено семено домаќинство, и се надевам дека истата ќе биде мотив се повеќе да растат платите и се повеќе да го врзуваме порастот на минималната плата согласно минималната синдикална кошничка. Таа не треба да биде незадоволувачка во просек како еден зима просечна плата, еден минимална плата. Сега е тука некаде за такво домаќинство. Меѓутоа мора да знаеме дека има социјални случаи, мора да знаеме дека не сите земаат просечна плата во семејството и ние минимум што треба да обезбедиме е да преживеат луѓето и да живеат во тековниот месец, бидејќи се работници, не се неработници тие луѓе, да со 2 минимални плати може да ги покријат сите трошкови од таа потрошувачка кошничка. Напорот кој го прави Сојуз на синдикати на Македонија, сметам дека треба да го прават сите останати, не само како синдикални организации, туку и севкупното граѓанство и работничка класа во државата, така да веруваат во тоа што го правиме и ние, бидејќи го правиме во нивно име, така да даваат поддршка на сите оние протести, штрајкови и сите оние работи што ги правиме како нивни представници, бидејќи се покажа во изминатите 2 години дека со секое она како да кажам, ниво на притисок кој што беше направено од ССМ према владата, вроди со плод и добивме и недела неработен ден, добивме изголемување нагло на минималната плата и така натаму. Колку се почитува недела како неработен ден? Недела неработен ден во сите сектори кои што ги договоривме се почитува. На наше барање ќе биде повторно, ако треба да се ревидира тој правилник, што се останати некои дејности, бидејќи за нас сметаме дека голем дел од секторот трговија, например, не треба да работи во недела, меѓутоа тогаш по друг закон за трговија останаа да работат. Тие луѓе за мене исто така треба да одмараат за викенд и за празници, навистина да работат само некои нужни работни места кои што не смеа да го прекинат процесот, или работни места што зависат животи на други луѓе или животни да бидат на работа токму секој ден во неделата, но повторно да се запази 40 часа работната недела, повторно да се запази кога работат прекувремено тоа да се исплаќа, и тие што работат во турнус или во фабрики каде што не смее да запре процесот, да си се плаќат 200% како што и претходно сме го договориле, да се знае на секој работник што е недела, што е празник, што е слободен ден. Правото на одмор, да ве потсетам и вас и вашите гледачи, дека е уставно загарантирано право од кое не смеат да се откажат вработените. Безбедноста на работа е секогаш клучна, сте зборувале многу често на оваа тема. Колку се безбедни работниците во нашата земја? Статистиката и она што може да го читаме секојдневно на социјалните медиуми, ќе видите дека скоро секој ден некој е повреден или некој гине на работното место. Нажалост, работните места во држава во одредени сектори се уште се многу ризични и покрај сите апели, покрај сите напори што ги правиме, тоа да не изгледа така. Како синдикат за градежништво, од каде што потекнува, можам да кажам дека редовно вршиме и обуки на членовите и правиме се за тие да бидат безбедни на своите работни места. Меѓутоа, голем дел од свеста на работодавачите се уште не е подигнати и се уште гледат голем трошок да ги обезбедат сите тие лични заштитни средства за вработените и да ги обезбедат сите мерки за безбедни работни места. Прво и второ место делат агроиндустријата и градежништвото, и ќе видите дека на тие работни места најмногу имаме повреди и несреќи при работа, и секогаш кога имаме фатална повреда по животот на работниците се токму од овие сектори. Без разлика дали е тоа превртено превозно средство или труење со пестициди или паѓање од скеле или останати работни места кои што се со висок степен на ризик, сето тоа се случува во најголем дел во прекувремените часови кога луѓето се изнемоштени од работа, меѓутоа за тоа се уште некако немаат слух голем дел од работодавачите. Морам да ги пофалам оние работодавачи кои што навистина почитуваат социјален диалог и кои што вработени се членови на синдикатот и самите компании се членови при организацијата на работодавачи, но тој процент не е задоволувачки според мене во моментов. Многу повеќе треба да бидат членови во организациите на работодавачи во синдикатите за да направиме подобро работно место за секој. За ваше подсетување и гледачите, пред повеќе од 10 години овој синдикат достави иницијатива за воведување на нови работни места да влезат во табелата за бенефициран стаж, но до денес тоа не е ревидирано и не е направено.
ќе видите дека најголемиот дел од работните места, како што се зидар, армирач, асфалтер, фасадер, се уште не се со бенефициран стаж и тоа е навистина неиздржливо во денешни услови од минус 20 до плюс 40 степени тие луѓе да работат на отворено на градилиштата и да очекуваме дека нема да се повредат или загинат, не дај Боже. Сето она што го правиме пред се е подигнување на свеста, меѓутоа и соодветни казни за оние што не почитуваат, како што беа пред месец-два препораките за топлотен бран, да ги свртевте камерите, ќе видите дека голем дел од градилиштата работеа. Зашто беа санкционирани, си добија соодветни казни. Дефинитивно треба да се воведе некој нов систем кој што ќе биде спроведлив не само во теорија, туку и на пракса. Кога препишуваме новите закони од тие земји, треба да видиме што навистина може ние да примениме како земја. Да направиме еднаш за секогаш добри услови за работа и да одиме нагоре со многу побрзо темпо на платите како би ја задржале куповната моќ на тие работници и со еден збор да ги задржиме и нив во државата да го градат нашето BDP, да не одат надвор да градат други држави. Со зголемување на платите за месец септември во јавниот сектор за 10% се очекува да се направи усогласување на оние категории кои сега се на минимална плата. Новиот колективен договор се применува непосредно и е задолжителен за работодавачите и работниците во јавниот сектор.